Штипско културно лето 2016. Во соботата започна Штипско културно лето 2016. Се одржуваше во културниот дом Ацо Шопо во Штип. Присуствуваа многу луѓе, а беше започнато во 20 часот и настапуваа израелската група танчери. Вчера беше откажан концертот на познатата група Coldplay поради ненајдена болест на фронтменот Крис Мартин. Концертот кој требаше да се одржи во арената Филип II е преместен за 3 дена и може да се присуствува со веќе купените карти. Звездата им се извини на фановите преку социјалните мрежи. Ова се првите новинарски текстови на околу 50 дечиња од летната школа во Штип, кои беа дел од курсот за новинарство и односи со јавност. Учевме повеќе за новинарството и испојувавме теми, и пишувавме текстови и ги читавме како новинарите. Кое во новинарството има и добри и лоши вести. Научивме како да станеме професионални новинари. Денешниот курс на дечињата им овозможи да дзирнат и од онаа страна на камерите и новинарските прилози. Нашата цел денес беше на дечињата да им го објасниме токму тоа, односно да ги ставиме зад камерите, зад весниците, зад настаните и да ја поттикнеме љубопитноста, надевајќи се дека токму тие ќе бидат идните новинари и пишувачи на вести. Освен како се пишува новинарски текст, дечињата учеа и како се градат односите со јавност. Ме изненади пред се интересот на самите ученици, така да кажам љубопитни, што остава надеж дека меѓу нив ќе се родат нови лица кои што ќе бидат носители на новинарството, кои што ќе пишуваат за многу интересни настани, претпоставувам за оно што ќе се случува во Штип, кога ќе пораснат, а секако имаме и таленти кои што можеби мене ќе ме наследат и ќе им биде посебна чест, што можеби еден ден еве ќе кажат. Јас и Оливера сме биле предавачи и им ја начнале таа љубопитност и сме ги предизвикале тоа да биде нивна професија. Денешниот курс по новинарство и односи со јавноста беше само еден од десетината курсеви кои учесниците на првиот летен камп за култура, уметност и новинарство Библио Арт имаа можност да го проследат. Во склоп на кампот се одржуваат курсеви по бонтон, култура на изразување, библиотекарство, сликарство, фотографија, музика и слично.